излезете од водата, нема фаќање на крстот. Ве молам надвор од водата. Ве молам сите да излезете од водата, сите до еден од водата. Ве молам сите да излезат од водата. Во Јордан е крштајош со свјатевје Господи, троичесто е јавил свјат, поклонение, родителе во глас, свидетелство ваше, Тебе возљубljena го Тја, Сина именуја, и Дух во видје голубиње, известуваше словесе утверждение, јавне изја Христе Боже, и мир просвещне и слава Тебе. Во Јордан е крштајош со свјатевје. Сите не мора само стои тук. Во ваш интерес е да излезете. Во спротив, да се слушаме. Да се слушаме. Во спротивно, крстот ќе го спуштиме во Казанот, нема да го спуштиме во Вардар. Ве молам, сите надвор, ајде. Ајде, така се пристапува кон Господа со послушност. Не е целта кој прв ќе влезе во вода и кој насила ќе го фати крстот. Цел е во мир, заеднички, молитвено да учествува. Ве молам, доколку не излезете, ви реков, ќе бидеме принудени крстот да го спуштиме во Казанот кој што е овде. Ајде ве молам. Ајде ве молам, излегувате, ајде. Да се слушаме. Да се слушаме. Ајде ве молам. Ајде ве молам уште малку. Ајде излегувајте, ве молам. Целта е да имаме радост, не да имаме кавга, ве молам. Ајде. Јас ви реков, во ваш интерес е да излезете надвор. Ајде брзо. Ве молам, ви реков, ајде. 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 Види.
да се слушаме. Ова е последниот повик како христијани, како луѓе кои сакаме да го имаме Христа со нас, да излеземе сите на една линија на крајот водата. Во спротивно, ви реков, последен повик е ова. Славејќи го Богојавлението, ние се сеќаваме дека Бог им се покажа на луѓето како Троица и дека Исус му се јави на светот како Христос. Каде се јави Христос? Не прашува нас. Каде сме ние денес? Каде го започна Христос своето дело? Дали отиде во голем град или влезе во најголемата река, од љубов кон човекот да го прослави троеимениот и троединечниот Бог, или пак да добие награда? Христос не доби награда. Христос издеа љубов. Се искачи Христос на висините, но не со средства кои што не му доликуваат на човекот и на христијанинот. Од тие причини Адам сгреши и сакаше да се возвиси, сакаше да биде прв, да стане како Бога, а Христос дојде да ја исполни правдата, гревот на Адамовата гордост, да го поправи со смирение. Доколку немаме смирение, браќа, немаме радост денес. Адам се возвиси пред луѓето, но отпадна од Бога. Христос слезе во водата и прими крштение од својот слуга, треперејки, а Јован ја положи раката на владетелот и својот Бог, и Христос смирено ја приклони својата глава. Ова Христово смирение го отвори небото. Го отвори небото. Затоа, драги и почитувани, да се слушаме. Христос го отвори небото, а ние денеска сакаме да го затвориме овој прекрасен чин. Затоа ве молам да се покажеме како вистински поборници за Христа, а не вистински поборници да се спротивставиме на доброто и на Бога. Блаженейши Владико, святи благослови. Христос, нашиот вистински Бог, кој заради нас и нашето спасение доброволно се крсти од Јована во Јордан,
по молитвите на неговата пречиста мајка и на сите свети, да не помилува и спаси како благ и човеколюбен. По молитвите на блаженнейшиот архиепископ наш, Стефан, Господи се Христе Боже наш, помилуј нас. Ајде сега да се прашаме, зошто го изврши Христос своето крштевање на реката Јордан, го изврши точно на водата, не на некое друго место. Да се сетиме како Бог го создаде светот и да се сетиме дека земјата Господова е она што ја исполнува Вселената и се што живее во неа, зашто Он ја основа, зашто Бог ја основа за величието на Бога. Кога човекот сгреши, го навлече Божиот гнев не само на себе, туку и на целата природа. А кога царот стана непријател на другиот цар, тогаш и целото негово царство стана непријателско царство. Потопувајќи се во Јордан, Христос ја освети не само водата на Јордан, но како што слушнавте, и сите води и природата на водата насекаде во светот, па и во нашата прекрасна Македонија. И црквата затоа пее, велејки Христос се јави да ја освети водата, а денеска водната природа се осветува насекаде. Честит и благословен празникот, Бог се јави. Бог се јави. Бог се јави на многоја лета. Треба да кажеме дека овој денешен ден го очекувавме со голема радост и затоа се погрижија Скопската православна епархија на Македонската православна црква Охридска архиепископија, црковната општина Свети Великомаченик Димитрий во Скопје, црковната општина Раѓањето на Пресвета Богородица овде во Скопје, новинско издавачката куќа Нова Македонија, која беше генерален спонзор, да и благодариме на досегашната наша домакинка која што се грижеше за Господа во минатото лето Господово 2013, господицата Ана, да му благодариме на градот Скопје, Ана Марија целосното име, да му благодариме на градот Скопје со градоначалникот господинот Коце Трајановски, на градоначалниците кои што еве општина Центар, општина Аеродром,
општина Ѓорче Петров, општина Чаир, општина Шуто Ризари, општина Бутел, општина Кисела Вода и сите општини околу Скопје. Ако некоја пропуштив, ќе ми простите. И не ја спомнав Газибава, баш тука сме близко до неа. Ве молам да се слушнеме за идната година. Идната година подароците ќе бидат намалени на минимум. Ќе има света икона во чест на крштевањето на Господ Исус Христос. И оние што има желба да се надпреваруваат, односно да се допрат до Христа, ќе го добијат подарокот кој што е највреден, тоа ќе биде Господ Христос во моментот на неговото крштевање за многу години. И ова година по втор пат крстот е кај нашето духовно чедо Даниел Дончевски од населбата Маđари. По втор пат. Ајде, Не може да ги скротам, баш од них. Мал грч има, па нема. Ајде, да сте живи и здрави. Абе, Даниел, не фотне. Трет пат, не ми се верува. Си било пишано пак последен. Значи, да му честитаме на нашиот Даниел Дончевски, кој што ме исправи по трет пат ова година го има крстот од ладните води на нашиот Јордан на реката Вардара. Значи, по трет пат Даниел Дончевски од Скопје, населба Маđари. Dostaš.